Вашата коса е тешка и груба на допир, тешка за чешување и лесно кршлива. Тенка е и нема сјај. Тоа е сигурен знак дека се соочувате со проблем со кој тешко се справуваат многу жени – сува коса. Желбата за долга коса неретко го создава оној страф од ножиците. Долгата коса навистина дава посебен женствен изглед, но тоа е само кога е здрава и негувана. Сувите врвови напротив даваат сосема спротивен впечаток. Заштитниот слој на косата е невозможно да се одржи здрав на долг рок. А кога веќе еднаш е оштетен, внатрешниот слој на косата кој всушност дава волумен, флексибилност и еластичност, се разлистува, косата пука и за повторно да се врати нејзиниот здрав изглед, неопходно е да се скрати барем неколку сантиметри. Но некогаш ниту тоа не може да помогне. Едноставно тоа е последица на агресивните хемиски препарати кои вашата нежна коса, колку и да ја негувате, не успева да ги издржи. Сувата коса исто така може да биде последица и на нашите генетски предиспозиции или објаснувањето да го најдеме во потните жлезни на главата кои не лачат доволно пот. Сепак, сувата и оштетена коса најчесто е последица на нашите лоши навики. Па доколку ја миете косата секој ден, ја сушите со најака топлина на феното, многу често ја бојадисувате, користите несоодветен шампон или некои слични навики кои забележувате дека ја сушат вашата коса, веднаш направете си нов режим на нега. Еве неколку совети како да почнете. Најпрво набавете производи кои се специјално направени за вашиот тип на коса. И при тоа секако внимавајте истите да бидат од органско потекло. Преферирајте косата да ја сушите природно. Изблетнувајте го фенот и другите апарати кои со помош на високата температура ја обликуваат косата, без при тоа соодветно да ја заштитите. Редовната масажа на скалпот го подобрува дотокот на крв и ја стимулира работата на потните жлезни на главата. Избегнувајте го чешувањето додека косата е влажна, тогаш е најосетлива на оштетување. И секако за најдобар совет обратете се на стручно лице, а стручен совет ви нуди и урбан стил. Останете со нас, Жените естетик ви презентира третман за сува коса со органска козметика. Третман за сува коса или така наречен органски реконструирачки третман за слаба, сува и оштетена коса, регенеративни формули со емолиенти кои ја заштитуваат мембраната на клетките и благодарејќи на мешавината од витамин Е и биококосово масло и биомасло од лешник, косата ја прават мека, сјајна и лесна за обликување. Го елиминираат ефектот на разлетена коса и ја прави здрава, кондиционирана и силна. Третманот го започнуваме со шампонот, во чиј состав има витамин Е, силни хидратантни и антиоксидантни својства за заштита од штетните кои ги прават слободните радикали. Биококосово масло, богато со масни киселини, и има силно својство за заштита и исхрана, како и давање на еластицитет, дава нов сјај на косата, а додека биомасло од лешник, хранливо и богато со витамини, ја прави косата исклучително мека. Шампонот со кој што правиме една пријатна масажа е за сува и оштетена коса со свеж цветен мирис на јасмин, јоргован, латици од роза и цвет од портокал. Ја враќа влагата на оштетената коса од хемиски третмани и ја прави добро исхранета и силна. Го елиминира ефектот на разлетаност и благодарејќи на миксот од природните состојки, косата станува мека, лесно се одржува и добива извонреден сјај. Се нанесува на влажна коса со масажа која може да биде 3 до 4 минути, доколку овие третмани се прават редоследно неколку пати во неделата, а додека се прават еднаш во неделата, тогаш правиме 25 минутна масажа, малку подолга. За поефикасно делување на природните состојки, мораме да направиме една убава релаксациона масажа на скалпот и комплетно на косата. Откако убаво ќе се измие косата, шампонот се плакне.
Како следна постапка во овој интензивен третман за многу сува, груба и оштетена коса, со специјален бленд на органски природни состојки, се нанесува по шампонирањето маската и се остава да делува 3 до 5 минути. Дејството ќе го засилиме и зголемиме со примена на инфрацрвената и ултразвучна пегла, која длабински ќе ги внесе природните состојки во влакното. Косата ќе стане мека, добро исхранета и погодна за обликување. Секој прамен се поминува по 2 пати со пеглата од двете страни. На крајот, маската темелно се плакне. Косата ја расчешлуваме со дрвен чешел и потоа двоиме прамен по прамен и ја поминуваме целата коса со пеглата со инфрацрвена светлина и ултразвук. Комплетниот третман го правиме во еден пријатен амбиент со миризливи свекички, по можност палиме и миризливо стапче, за да навистина нашата клиентка ужива во целокупниот хидратирачки третман за сува и оштетена коса. После нанесувањето на пеглата на самото влакно, влакното станува сјајно, свиленкасто и мазно и тогаш сме сигурни дека сите состојки од оваа прекрасна маска за хидратација влегуваат навистина во влакното и ја завршуваат својата функција. Како следна постапка е нанесување на обновувачки протеински интегратор со концентратот кој ја обновува содржината на протеини во косата. Може да се користи на сите типови на коса, а особено погодно делува после хемиски третмани, благодарејќи на маслото од кокос, екстрактите од цветот портокал. Длабински ја храни косата и ја подобрува еластичноста. Дејството на спреот многукратно се зголемува со примена на ултразвучната инфрацрвена пегла. Повторно, истата постапка, комплетно ја поминуваме косата прамен по прамен со инфрацрвена пегла. Спреот го оставаме како концентрат на косата. Косата ја поминуваме со ладната пегла
со ултразвучна инфрацрвена пегла, како што напоменавме, и сега вака косата на клиентката е спремна за правење на низината фризура која што ја сака по желба.